Кружниот тек кај полициската станица во Кочани повторно е вратен во функција. Возилата што доаѓаат од правец на автобуската станица сега можат да го продолжат движењето по улицата Кеј на Револуцијата кон плоштадот. По отстранувањето на физичките препреки и промената на сообраќајната сигнализација, режимот на оваа улица е вратен по старо, како што беше пред почетокот на февруари годинава. Градоначалникот Илиев ја донел одлуката по консултации со стручни лица, кои ова го предложиле како преодно решение за да се овозможи побрз проток на возилата кон централното градско подрачје. Ние во принцип како град немаме лошо сообраќајно решение, имаме еден единствен проблем, тоа што улиците кои се наменети за движење на возилата се претворени во паркинг плац. И единствено решение, еден предлог кој тие го дадоа е да ние подитно размислиме и најдеме решение за паркирањето, а да улиците ги оспособиме, односно за движење на возилата за што во принцип се изградени. Посебна примедба беше дека косото паркирање, поготово од левата страна, дека е покрај тоа што го стеснува коловозот, исто така и многу небезбедно и се апелираше и се донесе стручно мислење дека ние треба подитно да постапиме и да полека го отстрануваме паркирањето од коловозот. Според Илиев, ваквото решение не е идеално, но додека да се реши сообраќајниот метеж на долг рок, ваквиот начин ќе овозможи побрзо движење на возилата, а ќе се зголеми и пропусната моќ на сообраќајницата. Сепак, група граѓани, пред се сопственици на трговски и други дуќани на Кеј на Револуцијата, дојдоа лично на градоначалникот да му го искажат своето незадоволство што сообраќајот повторно е двонасочен, поради што е забрането и паркирањето на коловозната лента. Рекоа дека со тоа може да им се намали прометот, односно дека се ставени во нерамноправна положба во однос на дуќанџиите на улицата ВМРО, каде сообраќајот останува еднонасочен, а и паркирањето е дозволено. Ова е на ситуација каде што мора сите да бидеме свесни дека без отстапки и без компромиси ние не можеме да најдеме решение, бидејќи грешките кои се направени во изминатите 50 години со издавање на одобрение на гаражите кои се наменети за паркирање на возилата во претварање во трговски дуќани, денеска ние не можеме да го поправиме и да го решиме и дека мојата молба до сите граѓани е да бидат трпеливи додека не изнајдеме навистина едно адекватно и соодветно решение пред се за паркирање на возилата, а понатаму да навистина улиците ги ослободиме и да бидат за движење на возилата. Едно од решенијата е изградба на катна гаража, што досега било проблем да се реализира затоа што немало детален урбанистички план во кој би била предвидена незината локација. Сепак, Илиев потенцираше дека веќе започнало да се работи и на овој план. Во моментот се работи точно централното градско подрачје, односно градска четврт 6, каде што на урбанистите јасна задача им дадовме да се испроектира катна гаража која ќе биде со капацитет од помеѓу 200 и 300 возила, што сметаме дека за следните неколку години ќе биде решен проблемот со паркирањето, а со тоа се надевам дека и нашите навики ќе ги смениме за да не се движиме со возилата до дуќаните, дека ќе малку ќе се погрижиме и пешки да се подвижиме и така да допринесеме за решавање на секојдневните проблеми. Враќањето на стариот режим на сообраќајот кај кружниот тек и на Кеј на Револуцијата не им правеше проблеми на возачите и пешаците, иако видливо беше присуството на сообраќајната полиција која ги предупредуваше за новонастанатата ситуација.